таквите ставови на Брисел и рече дека невладиниот сектор ќе биде многу важен и дека ќе му помогне. Сепак според сознанијата до кои дојде нашата Сашка Цветковска, тие заложби на владата во најмала рака може да се каже дека изгледаат чудно. Еве зошто. Ако шумските животни и плажите беа предмет на дебата на првата владина седница за годинава одржана вчера, граѓанскиот сектор може да се успокои. Парите за нив владата ги подели 5 дена пред нова година. Ќе развиваат спортски риболов, ќе одржуваат фестивали и ќе одбележуваат јубилеи. Од 83 организации кои добиле пари од владата, најмногу ќе легнат на сметката на Сдруженијата на граѓани прогонувани за самобитноста на македонскиот народ, или вкупно 580.000 денари. На Сдруженијата на хендикепирани деца и инвалиди, државата им дала заедно 180.000 денари, ама затоа известно спортско риболовно друштво од Дебар добило скоро 260.000 денари за да ја подигало јавната свест за спортскиот риболов. За слободата на говорот пак доволни се владините кампањи. За такви проекти нема пари, зашто невладините организации организираат фестивали и јубилеи. Од тука културно-уметничкото друштво Кршијака за одбележување на нивниот јубилеј ќе добие 260.000 денари. Овие проекти се од оние за кои се извоени најмногу пари. Од Хелсиншкиот комитет се чудат по кои критериуми се делеле парите. Првиот проблем е транспарентноста. Значи, никаде не сретнавме според кои критериуми овие средства се доделени. Втората работа е што во ред, во одлуката има кои организации за само насловите на проектите и кои суми ги добиваат. Јас како граѓанка на Република Македонија имам право да знам каде одат моите пари. Иако помеѓу владините критериуми за распределба на парите се и развојот на демократијата и економијата, се уште е непознато по кои економски и демократски принципи се дале пари за спортски риболов и јубилеи. Од комитетот велат дека ова се хронични проблеми. Не знам да ви кажам. Јас колку што ги споредував, многу малце време имав за споредба, меѓутоа приметив дека 7-8 организации се повторуваат. Верувам дека ако детално се разгледа списокот дека и повеќе ќе се најдат, што добиле финансиски средства и минатата година и оваа година. Некои од имињата ми се познати, меѓутоа голем дел од имињата не ми се познати. Интересно е што оние кои минатата година добиле најмногу и оваа година се во фаворитите на владата. Борците за самобитноста лани земале најмногу пари, а друштво им прави Центарот за евроинтеграција од Македонски Брод. Минатата година тие добиле скоро 300.000 денари, а годинава се втори поред со 400.000. Проектот им се вика Европска куќа. Никој од нив не дал отчет како ги потрошил парите лани, а од владата не објаснуваат какви ќе им бидат годинашните проекти. Една од невладините организации кои беа присутни и видливи во јавноста во изминатата 2008 година, залагајќи се за правата на децата, не добија средства кои ги побара од владата. Во студиото е Драги Збијанац, првиот човек на таа невладина организација, се вика Меѓаши и веројатно ви е добро позната. Господине Збијанац, добро дојдовте во студиото на А2. Значи, вие баравте пари, не добивте. Кога не барате пари за подигање на свеста за риболовот, кој ви е крив? Кој ви е вашиот коментар на ова што е доделено, овој список на невладини организации кои добиле средства, еве? Првата детска амбасада во светот Меѓаши минатата година не доби, со тоа што бевме минатата година на некој начин задоволни, барем синдикатот не беше ставен во тој пакет. Но оваа година навистина бевме изненадени затоа што не земаа предвид. Но рековме, ајде, можеби не сметат за самодржлива граѓанска организација која може да наоѓа други извори на финансирање и веројатно смета дека тие средства не ни се потребни. За Гордана од Хелсиншкиот навистина е во право кога вели дека нема јасно дефинирани критериуми и посебно непристрасни критериуми. Она што јас сакам да го нагласам дека кога го разгледав оваа одлука на владата од 83 организации, само 3 организации поврзани со правата на децата се финансирани. И тоа Друштвото за музичка сценска уметност сцена од Велес, проект информатичка писменост за секое дете во висина 147.000 денари, Младинскиот европски форум од Битола за проектот правата на децата само 60.000 македонски денари, и Сдруженијето на родители за деца болни од церебрална парализа од Прилеп за едукација за семејствата за подршка за децата за церебрална парализа 156.000 денари. Тоа од прилика 4-5 евра. Да, околу 4-5 И ако се земе предвид поддршката што ја доби Сојузот за грижи и воспитување за децата, кој ја лично не го сметам дека не е за заштита на правата на децата, за Златно Славиче 450.000 денари,
Може многу едноставно се добие заклучок дека 813.000 денари се вложени во децата за проекти поврзани со децата од вкупно 15 милиони или нешто само над 5% од вкупниот буџет од 15 милиони денари, кој лично сметам дека е минимален и символичен и не може да решава проблеми со кои граѓаните се соочуваат во Република Македонија, кај што граѓанскиот сектор треба да ги артикулира, да ги застапува и да ги подобрува. Дали ви се познати вас невладините организации кои фигурираат на списокот? Повеќето од граѓанските организации не ми се познати. Инаку има околу 6000 граѓански организации во Македонија. Ова срекни добитници се само 83 и навистина мислам дека владата мора да соработа поинтензивно со оделението кој го има формирано во рамките на владата за соработка со невладини организации. Мислам дека тие луѓе што работат во тоа оделение, кое треба да биде координативно оделение меѓу граѓански сектор и владата, имаат навистина збирни информации кои може да им помогнат при донесување на Владата објави една стратегија за соработка со невладиниот сектор, нели? Да, владата има И тогаш има беа организирани некои средби со вас, што беше ветено или што беше договорено? Беше ветено транспарентен отчетен принцип на работа. Она што и група на граѓански организации се залагаат веќе неколку години да подготвуваат ревизорски извештаи, да ги доставуваат пред граѓаните, да ја добиваат довербата на граѓаните и поддршката, но мислам дека и владата треба јасно да ги дефинира и непристрасно критериумите и да го консултира ова оделение кое постои во рамките на владата и навистина треба да поддржи граѓански организации кои сервисираат директни услуги на граѓаните, како што се SOS телефони, дневни центри, прифатилишта, нешто што е од јавен интерес и мислам дека тоа е еден од критериумите кој може да помогне владата да се ослободи од евентуално сомнеш кај граѓаните дека се поддржувани одредени граѓански организации кои имаат блиско со оваа следна, претходна или било која владина Тоа е така по правило, изгледа со години во континуитета. Не знам, јас сакам да верувам дека не е така, сакам да верувам дека Но кога разговара човек со сите сакам вас да од тој верувам свет, дека спекулациите дека тоа така е. Не, јас обавив неколку контакти со тоа оделение. Да. За соработка и добив уверување дека максимално ќе се почитуваат на транспарентен начин принципите и критериумите и дека ќе ги земат предвид нивното мислење. За крај, каков е вашиот заклучок од сумата која е издвоена, начинот на кој се доделени парите, каков е вашиот заклучок за односот на владата кон граѓанскиот сектор? Заклучок е едноставен. Треба владата да има поголем слух за граѓански организации кои навистина прават промени. Каков е сега, со оглед на се повторуваат нештата. И тоа е... И тоа загрижува. Мислам дека навистина треба да се стави точка на нетранспарентен и неотчетен начин и несоодветен критериум на доделување на средства кои граѓаните ги вложуваат во буџетот на Република Македонија. Вашиот проект што аплицирате беше телефон за деца и млади, бесплатна правна служба. Тоа не беше поддржано од владата. За да може да се јават децата да може децата да пријават насилство, дали е сексуално, физичко, психичко, дали е малтретирање, дали е било каков проблем. Господин Збијанас, благодарам што бевте гостин. И ја вас исто ви благодарам, многу ќе се поздравиме. Да, се разбира. А пред точно 3 години на почетокот на 2000